Одземениот примерок за хемокултура на починатата 52 годишна прилепчанка во Центар за јавно здравје Прилеп добиен е позитивен изолат на бактеријата стафилокока. Од Комисијата за интрахоспитални инфекции во Прилепската болница денеска соопштија дека по протокол биле земени 3 последователни хемокултури, од кои што само во првата било утврдено стафилококус епидермис, а останатите 2 биле негативни. Инаку веќе 7 ден се затворени операционите сали на гинекологија, хируршко и ортопедско одделение во Прилепската болница по пријава за интрахоспитална инфекција по смртта на прилепчанката која што таму правила киретажа, а која после јавените компликации е препратена на клиниките во Скопје, каде починува наредниот ден. По протокол уште пред добивањето на наодот од микробиологија, емпириски отпочната комбинирана антимикробна терапија, која беше соодветна на добиениот антибиограм од првата хемокултура. Наодот им беше соопштен на клиниките на терциерно ниво, каде пациентката беше трансферирана и на кои беше ординирана и проширена соодветна антимикробна и останата терапија. Велат од Комисијата за интрахоспитални инфекции од Прилеп. Инаку денеска од Државниот санитарен и здравствен инспекторат соопштија дека бил извршен вонреден инспекцијски надзор на Прилепската болница на 17.2 по добиената информација од Центарот за јавно здравје од Прилеп. Од Одделението за епидемиологија на Центар за јавно здравје Прилеп извршен е епидемиолошки увид по појава на случај на пациентка кај која е извршена интервенција на одделот за гинекологија, после кој се јавиле симптоми на сепса. Земени се примероци од нежива средина, испироци од раце на вработен здравствен персонал, извршени се вонредни здравствено-хигиенски прегледи, пошто е препорачано затворање на операционите сали до добивање на резултати од земените примероци, велат од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Инаку во моментов се уште се чекаат резултатите земени од брисевите од одделенијата на Прилепската болница. Не се познати ниту причините за смртта на 52 годишната прилепчанка. Се чека извештај од обдукцијскиот наод од Институтот за патологија.